Вие следите Слободен печат, а денеска во студиото еден гостин со кој што имам исклучителна чест да разговарам денеска. Тој не често доаѓа во Скопје, меѓутоа кога доаѓа е убаво да го имаме и во Слободен печат. Зборувам за српскиот оперски пејач и универзитетски професор Оливер Него, некој кој што многу добро ја знае Македонија и Скопје, затоа што дел од својот живот го има поминато токму тука, ќе зборува тој за деталите. Пред се добре дојдовте во Слободен печат во Скопје и Македонија. Драго ми е дека сте тука, она што мене ми беше впечатливо вашиот убав македонски јазик, меѓутоа има и зошто е тоа така. Па јас тука ги поминав најубавите денови од мојот живот и најубавите години. Јас тука бев од 70 до 92 година, меѓутоа отидов од Скопје 86 на Академија во Белград, дека на Мајски оперски вечер ја бев член на хорот од 80 година, а член на академскиот хор Мирче Ацев сум од 77 година. Така да имав непосредни контакти со многу квалитетни луѓе и 80 година по тој некој основ станав член на хорот на Македонската опера. Меѓутоа апетитите растеа и јас после многумина факултети кои сум ги запишувал и оставал, градежен, шумарски, не знам што све не, се најдов на Музичка академија тука во Скопје, кај професорот Коста Трпков и Благојче Николовски, они беа легендарни професори во тоа време. И ја тука запишав Музичка академија и почнав и стигнав до втората година. И во меѓувреме професорката Радмила Бакочиć на едни мајски оперски вечери ме слушна и вика што ти бараш тука, ти мора да дојдеш во Белград, кај мене во класа. И така ја 86 година се најдов во Белград, кај неја во класа, таму дипломирав и одма после дипломскиот испит станав член на Белградската опера, меѓутоа сега како солист. И до 2010 година бев, после отидов на академија. Доаѓањето во Скопје мене и сега ми причинува посебна радост и така посебни емотивни чувства ми се останати и дури и денеска кога доаѓав, така полека возев и така направив еден круг низ Скопје, така ми се враќаат слики за убавите ноќи поминати тука, дружења во разни тука кафиќи, ресторани, живее водека преко пута Карши, се извинувам за некој збор, ако омашам, немој да ми замерите. Карши, тржниот центар до Собрани, оваа убава бела зграда на Ќош, тука живеев, учев гимназија Орце Николов и така натаму и така натаму. Значи вржан сум тука по разни основи, кум сум на многумина души тука, на своји другарчиња со кои сум поминал тој најубавиот период од животот и така натаму и така натаму. Инаку тука доаѓате веројатно поради работата на вашиот татко, кој што е воен пилот. Тоа е посебна приказка. Татко ми беше воен пилот и ние во Орце Николов бевме српски паралелки. Тука имаше луѓе, тоа беше права Југославија во мало. Тука имаше и словенци, и хрвати, и ови и они. И татко ми 80 година стана пилот на извршен совет на Македонија. И двата авиона што ги имаше тогаш во тоа време извршен совет на Македонија беа, еден беше Кингер 200, со него 2004 година погина Борис Трајковски со тој авион кај Мостар, со тој, токму со тој, и вториот беше Лирџет, и ја имав прилика да тие години 86, 7 и 8 година живеам во Скопје, тука, а на предавања и на часови одев со авионот, тогаш во тоа време клучните функции, државните функции во Југославија, ондашна Југославија беа Михајло Панчевски, Борис Трајковски, Васи Тупурковски, Циле, Лазар Мојсов и така натаму. И авиончето или едно или друго имаше потреби, секој ден леташе за Белград, некогаш и по 2 пати, некогаш и 3 пати, и двата авиона летаа многу често, и привредни делегации и другите работи поради разни основи причини. И ја така со нив, уз одобрување на тие високи функции, на тие луѓе од тоа време што ги памтам и што ми останале вака, сум имал благослов да со нив можам да летам до Белград и после да се вратам вечерта назад. И никој не ми веруваше.
Никој не ми веруваше. Како одиш до Белград со авион? Не, бев во војска и ме прашува старешна, де си био, рекол, у Скопје. Како Скопје? Де беше така фана Скопје? Не бе викам, бев стварно у Скопје. Ајде, не се. Никој не веруваш. А јас стварно доаѓав у Скопје и така натаму. Така да, еден убав период и убави сеќавања, имавме стан у Охрид, имавме првиот глисер, кој што го параше Охридското езеро 67 година. Татко ми беше авантуристички дух. Не го занимаа куќи, викендици и такви работи, али први глисер 67 година ние имавме и учивме да скијаме учивме и мајка ми, и ја, и татко ми и другите пријатели кои беа, учивме да скијаме на Охридско езеро. Така да едино нешто што го параше покрај охридските кајчиња, оние што има рибарски кајчиња, беше нашиот глисер. Така да, стварно, овака како ќе се сетам, просто сум живел као мали бог, као цар. Да, убави мемории, убави сеќавања имате од тука. И сега поводот поради кој што сте тука е вашиот настап на настанот кој што се случува по повод 20 години постоење на Српскиот културно-информативен центар Спона. Ти организираат еден убав настан, се вика Шлагери, ќе се случува во недела, на убаво место, платото пред Македонскиот народен театар, покрај Вардар. Да. Веројатно вам познато, веројатно сте имали прошетки покрај Вардар. Ја почнав да работам во театрот, кога театрот се отвори 80-та година. Мислам овој белиот театар, дека сега имате и другиот театар, што е срушен во земјотрес. Инаку, ја го памтам земјотресот. Ја тогаш не живеев во Скопје, татко ми беше тука на аеродром како млад официр на Петровец и кога се случи земјотресот 63-та година, 63-та година, јас сум имал 4 години и памтам тоа сабајле, таа прашина, таа цика, бука. И тоа ми се првите слики што ги памтам од својот живот и ми останаа така впечатени, така урезани, дека врежани во мозокот, дека јас дојдов тука дека требавме да летаме од Скопје за Сплит на годишен одмор. Така. И сум дошол 2-3 дена пред тоа од Ниш, дека бев кај баба ми во Ниш, ја тамо почнав да учам школу и онда доаѓав тука кај родителите мои, беа веќе тука, мајка ми беше стоматолог, работеше на клиника на детска стоматологија, а потоа беше директор на алкалоиди и така натаму. Така да голем број луѓе, голем број квалитетни луѓе тука сме запознаеле и се враќаат тие сеќавања. Да се вратиме на концертот, ја ме поканија да отпевам 2 песни од Драган Стојнич. Добро. Драган Стојнич е голем шансонјер, меѓутоа еден куриозитет отвржено за Драган Стојнич е што Драган Стојнич е скопски џак. Он од Сараево дојде во Скопје и тука ја запиша на Филозофски факултет група на романски јазици, односно француски јазик. Тоа беше некоја 59-та година. Ја тогаш не сум се ни родил, тогаш сум бил пред раѓање. И он тука дошол и првите своји некој го упатил, каже имаш убав глас, би требало да го школуваш гласот. Па кај кого да идам, што да идам? Има еден вика дивен професор Станко Липша се вика и негова сестра Ана Липша Тофовиќ. Они после Втората светска војна дојдоа од Загреб во Скопје со една задача да формираат Скопска опера. И легендарен диригент за тоа време Ловро Матачиć. И они се дојдени, значи, во Скопје 47-8 година и они ја формирале Скопската опера и они останале тука. Ана Липша беше врхунска мецо-сопранистица, певачица од светског ранга. И брати Липша беше изврсен педагог. И Драган Стојнич почнал да работи со него. 20 години потоа доаѓа ми ја. Кај кого? Кај Станко Липша. Случајно сум го запознал и он стално ми избореше за Драган Стојнич. Какав е тоа? Како е тоа био дивен господин, он тако има мало хрватски, тако благи, лепи, тако, како е тоа било дивно, како е тоа би еден господин. И тако дали, и тако дали. Така да јас кога дојдов во Белград, имав таа среќа, задоволство да ги запознам врхунските извоѓачи од она време, како што се Драган Стојнич, Цуне Гојковиќ, не знам, Ѓорѓе Маријановиќ и така натаму и така натаму. И со Драган Стојнич стално го спомнувавме Липша
Станко Липша, врхунски педагог. И јас тука сега имам част, Драган Стојниć веќе го нема, он почина 2003 година, 22 години, да отпеам две негови песни. Biće dana, a nas biti neće, nismo draga, nismo mi te sreće, biće noći, a nas neće biti, ostaćemo sami i ja i ti. Малце носталгична композиција, врзана за тоа време и така натаму. Да, прекрасно. Вие сте се уште активен со пеењето, па да. Сега сум на факултет. Иако не сте веќе во операта, меѓутоа... Не, во операта не сум веќе 15 години, сум бил 30 години сум бил во операта, 15 години. Тоа доста. Се обидов јас да видам. Јас сум бил вака не сум сакал да се одрекнам и од другите жанрови. И другите жанрови пружаат задоволство. Пружаат задоволство. И сега операта е малце захтевна работа, тешка, бара редовно вежбање, редовен однос и така натаму. Сега како сум се оддалечил од тоа, а сум на академија, предавам тоа, го пренесувам своето искуство. Меѓутоа студентите ги терам да отпеат и по некоја композиција од некој друг жанр. Да не биде само јас сум само оперски певач. Лепо е тоа. Ја не сум бил никогаш комерцијална варијанта, сум прочитал еден афоризам, каже да го преведам. Можев да живеам многу поубаво, ама ми беше срамота. Могу сам да живи многу боле, али ме било срамота. Кад човек закорачи у тај свет, кој ќе во тој свет на класична музика, онда човек просто не може да вака сам доживее, да се меша со естрада, да ја поевтинуе таа работа. Оперска музика бара многу е захтевна. Мора стално да сте здрави, стално бара еден диапазон кој мора да буде пун. Гласот мора да биде стално свеж, одморен. Нема техничко помагало што се вика микрофон. Па нема оние можности, денеска ми е малце, дај ми еден тон пониско или дај ми тон повисоко или така. Нема, стално мора да е од тука до тука и тоа е, знаете, тоа е као што сите имаме ноги, али биди балетски играч. Направи сега 36 пируети. Не може. Значи, една е ствар пеење, друга ствар е пеење со убав глас, а оперско пеење е нешто што е многу захтевно и бара голема жртва. Па не залудно Јас сум благодарен што првиот дел на животот сум го поминал така, сега вториот имам право да биде малце полежен. Апсолутно, да. И уживате во тоа. Да. Сигурна сум. Да. Ето тоа. Мора да ми кажете, вака, иако веројатно е тешко да издвоите, која македонска песна, автор, музичар, вие вака најмногу ви лежи, нешто што сакате најмногу да го пеете? Што знам. И има доста кажи Либе Стано, таа обично ја пеам. Елено Керко, или така, мислам, сега од овие што се позабавни карактери, не би можел да издвојам нешто, али од тие композиции што се везани за фолклор, за бит на македонскиот народ, тоа се така некои кажи Либе Стано, Саноќ 7 трено и така натаму. Блиска ви е таа музика, нели? Да. Тоа сме ние под истото поднебје, нели, растени, сличен и мелосот и се. Добро, јас мислам дека она што е интересно за вас е тоа што ете така од мајка стоматолог и татко воен пилот излегува некој кај кој што се раја жилбата за музика. Да, татко ми викаше ако бидеш добар, ќе те носам на аеродром. А ако бидеш многу добар, може и ќе летаме со некој авион, со оние утва или оние што се. А ако не бидеш добар, вика, мајка ти ќе те носи на оперска представа. И така како лош стара оперски пеж. Се шалам се тоа на свој рачун. Меѓутоа, тоа се јас сум ја сакал професијата на татко ми. Тоа се индивидуални професии, сите индивидуални професии, као што е хирург, као што е глумац, као што е кај што човек мора да има свој почеток, свој разработен дел и своја завршница.
така и во пилотажа. Мора да си стално фит, мора да си, не може тоа, сега, сачекај сега, не може. Мора. Значи, сум и изразит индивидуалец и кроз животот сум живеел така како индивидуалец и сум се понашал така и сум ги почитувал тие луѓе што се бавеле со индивидуални професии. Сепак човекот кога е во маса може да се сакрие. А овдека си стално на ветрометина, стално си единка која е стално на осуда, подложна на осуда или на хвалење. Сега зависи од она како си во душата, како си со васпитањето, како си со образованието, како ќе бидеш. Затоа и вика Дучич, голем песник, вика некој вика старее као мермер, некој као кондура. Така е. Кој како ќе старее зависи од духовната снага и вредноста што ја носи со себе цел живот. Така е. Успевате ли да им пренесете од своето искуство на вашите студенти? Да. Јас сум така врло имам што да кажам, имам содржаен живот, богат живот, содржаен, остварен фамилиарно, остварен професионално. Сум прошетал цел свет, сум се бавел со убава работа, сум делел несебично емоции и така натаму. Она што ми беше интересно мене лично кога ја чита вашата биографија, ми беше тоа што сте патувале 3 пати со велосипед до Света Гора. Па тоа беше на време кога доживеевме таа немилосрдно бомбардирање под псевдоним Милосрдни анđел, сака да ни донесе демократија. И во тоа време луѓето така малце нервно попуштија. Знаете, тоа беше една страшна психоза. Вие тука сте учествувале на некој посреден, непосреден начин, сте ни праќале другари, кумови, пакети, ова, она и така натаму. Меѓутоа, таа психоза каква е сега во светот, ево ова сега што се случува во Иран, во Телавив, ова што се случува во Украина и така натаму. Човек не може да ги разбира некои работи. И ние како држава која толку жртви има дадено за таа демократија, за таа Европа, која била на браник на цивилизација, отоманска или како да е, доживеевме и тоа, да бидеме бомбардирани. Добро, тогаш човекот вака ги ресетира некои работи, ги подлекува некои работи. И јас просто имав потреба да се тргнам од Белград и викам, со татко ми почина, тогаш све ми се собрало така и викам, имам обврска спрема татко ми да отидам до Света Гора и тоа морам да го направам на некој особен начин, со некоја жртва. Човек има потреба да има жртва. Нече никога нема никаква жртва. Нече свила и кадифа само. Не е добро. Мора човек да живее во рамнотежа помеѓу свила и кадифа и останатите други мрачни тешки работи. И ја тогаш седнав на точак, вежба, возев доста и седнав на точак, натоварив тука што имам. И полека тогаш се правеше патот, аутопат. Можеше да се вози по аутопат. Имаше, па немаше, па се прави. И ја полека по аутопат, полека и после 5 дена стигнав во Скопје. За 5 дена? Не, до Скопје стигнав. До Скопје. И тука кај кумовите, кои ме вида со точак, тука бев еден ден, и наставив. Оно што е куриозитетот, ја на тој пат идев без никакви пари. Имав 100 марки во она штип со шиени тука, не дај Боже ако ми се деси нешто да можам падна на скршам нога да можам да се вратам. Али ја до Света Гора, до манастирот Хиландар не сум потрошил динар. Јас сум јадел што ќе најдам по пат, ќе отидам на некои гробишта. Сите гробишта од Белград до Гевгелија ги знам кај се. И ќе застанам да видам кај што е парастос некој, кој ќе ми даде наполитанки, кој ќе ми даде нешто, земи за душа, земи. И така ќе соберам, разбирате. И така сум се хранел до Света Гора, значи без никакви материјални тие. Сум спиел по пат, увреќа негде покрај бензинска пумпа и тоа беше 99-та година. 2000-та, ја тоа му го кажувам мојот кум, каже, сакам и ја да идам. И ние 2000-та тргнавме заедно и тоа го поновивме и 2001 година. И тоа сега таму кога ќе стигне човек на Света Гора, тоа е посебно чувство, тоа е еден другачи живот, другачи свет. Тие луѓе, ние овдека што имаме све и сме во благодет на цивилизација, одиме таму кај нив да бараме она што немаме. А што немаме? Тој мир, спокојство,
тој сензибилитет и така натаму. Така да тоа ми останало. И тука можам да ви кажам дека се уште не бев женет, имав 41 година. Се уште не бев женет. Меѓу останатите прашања и тоа прашање. Кој сум, што сум? Да. Кај идем, што барам? Кај лутам? Дали да се женам? Дали ќе упропастам некоја жена? Дали ќе ја заценам? Дали сум ја за брак уопште? Дали ја можам да се жртвувам за брак? И на сите тие прашања, на многу други. Сето тоа ќе ви го намести Свевишниот и ќе ви ги пореди работите, така да ја кој дојдов од Света Гора, многу работите ми беа јасни, сосема поинаков став према животот, према други работи имав. Да. Така да тоа беше од големо влијание на формирање на мојата духовна вертикала и година дена после тоа се оженив. Да. Стекнав дивни две девојчиња и 10 години као колатерална штета се појави и синот. Така да у 55 години сум го добил синот. Некој добија внуција, некој добија синот. Добро. И еве се трудам на него да му пружам комплетна заштита и со него барабар играм, фудбал, чуда, свашта и така натаму. Да. И заради тоа и отидов после од опера. Затоа што опера, знаете, тој уметнички свет бара самоќа, бара одрекнување од некои работи. Ако ви имате семејство, онда морате да сте жртвувани за тоа семејство. Не можеме да кажеме, слушај, не можам сега ја да станам или не можам да идам, ја вечер имам представа, па сега не можам ја. Така. Значи, ова што било до тогаш, семејството кој се појави, тоа е приоритетна работа. Комплетна сета моја енергија, знаење, битствување, сум посветил на семејство и онда сум се тргнал од опера. Одлично. Имате бројни награди, исто така можев да видам дека сте добили многу награди. Она што е последно е тоа... Патриарх Павле имам добитни дека сум учествувал на многу хуманитарни концерти. Патриарх Павле беше противник абортус, на абортуси. И он стално организираше хуманитарни концерти кај што се собираат средства за да се купат инкубатори. Да. И он беше и на тие концерти сум учествувал, меѓу останатите и ја, и моја маленкост. И тоа, бога ми, траеше едно 2 години. По читава Србија, дури одехме Иван по Европа цела и така. И се собираат тука добри средства да се купуваат инкубатори, да се спашаваат тие или прерано родени деца или ова или тука имам или илјадници работи зашто што се случи и така натаму. И он беше голем покровител за тоа и ја бев еден од сталните учесници на сите тие хуманитарни концерти и од него имам орден на деспот Стефан Лазаревиќ, имам 2 грамати, имам од Александра Вучиќ, од председника се некни до Караѓорđева звезда, тоа е големо признание. Имам златна значка на културно-просветна заедница, имам златни Беочуг, имам почасни граѓанин вамо, имам, не знам што немам од тоа. Многу награди. Ето тоа. Да ви кажам, можда ќе звучи претенциозно, али од некои преку 3000 наступи, да не кажем 3500 наступи, меѓу што се бар 1000 представи, тие да не ги рачунам. Еве 2500 наступи, разни, као што е овој прекутре, понедела. Поголем број во хуманитарни однос се одработени, него ли што се добиени хонорари. И тоа некој гледа и тоа како сееш, така и ќе жнееш. Така е. Ете тоа. Господин Оливер, ви благодарам многу што одвоите време, што ни бевте гостин во Слободен печат. Ви посакувам многу здравие пред се, а понатаму да останете со оваа убава енергија како и секогаш и да ве слуша народот. Да, благодарам многу. Ви посакувам ја на вас добро здравие и да се гледаме за многу години. Дај Боже. Вам како и секогаш ви благодарам на вниманието, останувате со Слободен печат.